20 часот време е за дневникот на Канал Плюс. Следува кратка најава на содржините кои одбележаа минатата седмица. Премиерот Груевски неделава посети неколку општини на истокот. Беше пуштено во употреба тениско игралиште во Виница и поставен камен темелник во Берово. Се основа фонд за стипендирање на УГД. 500 најдобри студенти ќе добијат стипендии во висина од 200 евра оваа студиска година. Изградба на социјални станови се планира и понатаму. Од утре и официјално почнува изградбата на социјално-стамбена зграда во Кочани. Премиерот Груевски во понеделникот посети дел од општините на истокот. Во Кочани го посети реконструираното средно училиште Љупчо Сантов, престојуваше во компанијата Мак Прогрес Винчини во Виница, каде пушти во употреба двојно тениско игралиште. Премиерот Груевски престојуваше и во Берово. Премиерот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска неочекувано посети 3 општини во Источна Македонија. Најнапред директно од Скопје да патува во Кочани, каде го посети реновираното средно општинско училиште Љупчо Сантов. При посетата тој накратко поразговара со градоначалникот Ратко Димитровски и со директорот на училиштето и ги разгледа екстериерот и интериерот на комплетно реновираната училишна зграда. Груевски посети дел од кабинетите и се запозна со придобивките од извршената реконструкција на училишниот објект. Со инвестицијата вредна 13,5 милиони денари, реконструирани се фасадата на објектот, покривот и прозорите. Директорот Димитриев информира дека учениците имаат можност за стекнување со образование во две струки – економско-техничка и гимназиска. Ова е прва голема инвестиција во училиштето која постои веќе 55 години. Со неа се возможи зголемена енергетска ефикасност и значителни заштеди, а се подобрени условите за престој и работа во училиштето. Потоа премиерот Груевски продолжи за Виница, каде најнапред ги посети капацитетите на Венчини, а оттаму свечено ги пушти во потреба тениските терени лоцирани до градскиот стадион. Владата на Република Македонија во континуитет и без запирање ги реализира големиот број на проекти поврзани со развој на спортот во нашата држава. Во изминативе неколку години спортистите и спортот представуваа еден од нашите врвни приоритети, што представува една сосема поинаква слика од минатото, во кое спортот стагнираше, а изградбата на спортските објекти скоро и воопшто да ги немаше. Денеска сликата е многу поинаква. Денеска се гради на секаде и во секој дел од државата. Скоро и да нема место во Македонија каде што немаме почнато или завршено некој спортски објект. Тука во Виница успешно се надгради спортската сала капетан Кирчо Димитров. Изминатата година го изградивме и пуштивме првото повеќенамensко спортско игралиште во Исти Бања. Наскоро ќе започнеме да градиме уште едно вакво повеќенамensко спортско игралиште во ридскиот дел на Виница, на улица Видео Смилевски Вату. Во делот на спортските проекти, денес со задоволство го пуштаме во употреба и новото тениско игралиште, кое представува инвестиција од 12 милиони денари. Игралиштето е изградено по најсовремени стандарди за вакви тениски игралишта. Располага со осветлување, пристапни патеки, целосна инфраструктурна приклученост и најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоцијација. Истото ќе биде ставено на располагање на учениците од основното училиште Гоце Делчев, како и на сите граѓани за сподување, за рекреирање и за надпреварување. Овде би сакал да го спомнам и нашиот шампион во тенис до 11 години, тоа е младата Лила Давчева, која што веќе е шампион на Македонија до 11 години, учествува на меѓународни балкански надпревари и има значајни резултати досега. Владата на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт во изминативе неколку години во континуитет инвестира во изградба на спортската инфраструктура. Кога пред неколку години го започнавме проектот за изградба на 100 тениски терени, интересот кај општините беше огромен и веќе минатата година истиот го проширивме за нови 20. Истите се изградени по меѓународни стандарди на Светската тениска федерација,
ITF оградени со плетена жичана ограда од 3,5 метри, осветлени со рефлектори и истите може да се користат и во доцните вечерни часови. За оваа инвестиција од буџетот на Агенцијата за млади и спорт се издвоени 11,8 милиони денари. Од Виница премиерот се упати кон Берово, каде исто така ќе посети реализирани проекти и ќе поразговара со домаќините за актуелните активности кои се преземаат во пресрет на есенско-зимската сезона. Освен во Кучани и Виница, денес премиерот Никола Груевски ја посети и општина Берово. При неговата посета официјално се пушти во употреба пешачката патека околу Беровското езеро, долга повеќе од 1600 метри, која што е од големо значење за туристите кои го посетуваат Беровското езеро. Премиерот Груевски заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалникот на Берово Драгина Джински го поставија камен темелникот на долго очекуваниот крупен проект колектор за фекална канализација за туристичката населба кај Беровско езеро. Канализационен систем кој што новата викенд населба ќе ја поврзе со фекалната канализација и ќе помогне во одржување на еколошки здрава средина и здрав начин на живот и здрав живот во самата општина, секако ќе помогне и на туризмот. Исто така и тоа беше дел од нашите ветувања и имав можност да официјално да ја пуштиме во употреба пешачката патека, во која што владата инвестираше средства, со поддршка на градоначалникот, се заврши таа пешачка патека и е звонредна новина за туристите. Јас се сеќавам во минатото сум доаѓал во Берово и тогаш немаше таква пешачка патека, се движевме низ каливи патчиња, кои што беа убави заради убавината на природата во Берово, но укажуваа дека е потребна поголема инвестиција. А во село Русиново пак премиерот го посети училиштето Никола Петров Русински, кое со грант од владата беше целосно реконструирано. Училиштето во Русиново, каде што исто така имавме инвестиција од 4,5 милиони денари во темелно реконструирање. Тука помогна и USAID со дополнителна инвестиција од 3,3 милиони денари. Се заедно се направи едно темелно реновирање на училиштето, во кое што она што е најважно се воведе парно грејење. Премиерот Никола Груевски истакна дека општина Берово во последните 7-8 години има сериозно подобрување во делот на уредувањето. Општина Чешиново Облешево ќе добие нова канализацијска мрежа, асфалтирање на улици и хортикултурни уредување на 10 населени места. Проектите ги финансира Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Општина Чешиново Облешево ќе добие нова канализациона мрежа, асфалтирање на улици и хортикултурно уредување на 10 населени места. Ова е резултат на напорното работење на општината во изработка на потребната документација за изнаоѓање средства за реализација на ваквите проекти. Ова благодарност ја давам голема до владата на Република Македонија, што возможи руралните места и руралните населени места да видат голем бенефит, големи предности со тоа што го подобруваме животот на самите граѓани и во самите населени места. Од добиените проекти е изградба на канализациона мрежа во населено место Чифлик, која сума изнесува некаде околу 16 милиони и 272 илјади денари. Потоа изградба на 2 улици во населено место село Теранци во должина од 800 метри со финансиска поддршка од 4 милиони денари. Исто така направивме и хортикултурно уредување како излетнички места или мини плоштади во сите населени места или поточно во населените места Бање, Борилчево, Жиганци, Кучичиново, Облешево, Соколарци, Спанчево, Теранци, Уларци, Чешиново и Чифлик. Со вредност околу 1.250.000 денари, исто така добиени средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Во соработка со Источниот плански регион, а со средства исто од поддршка за Агенцијата за финансиска поддршка, се добиени и уште 3 проекти или поточно урбанистички планове за населените места Облешево, Чифлик и Чешиново. Ова инвестиција изнесува некаде околу 7 милиона и 133 илјади денари. Како мали општини и средини ќе работиме интензивно за да можеме во иднина да реализираме и други проекти кои ќе бидат од големо значење и развој на општината, како и решавање на повеќе децениски проблеми на овдешните жители, истакна градоначалникот на општина Чешиново Облешево Костадин Личков. Агенцијата за рурален развој во Штип ќе финансира 4 проекти во вредност од околу 60 милиони денари. До октомври треба да започне изградбата на патот од Суво Грло до магистралниот пат Штип-Радовиш.
потоа изградба на улица до манастирот во село Долани и патот помеѓу селата Долно Трогерци и Врсаково. Општина Карбинци преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за реализација доби 55.000 милиони денари. Изградиме пат од село Долни Бавон до село Долно Трогерци во должина 3,5 километри. Исто така да изградиме пат од село Радање до село Козјак во должина од 3,5 километри и влезот на село Карбинци во должина од 1 километар со два тротоари од страните. Се надеваме дека во текот на оваа недела ќе распишиме јавен повик, така да кога ќе се избере за месец дена би почнале да се одобрат. Општина Пробиштип аплицираше со 3 проекти на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Беа одобрени и подпишани договорите за сите 3 аплицирани проекти. Изградба на нов водоснабдителен систем во село Ратавица. Вредноста на проектот е околу 5.000.000 денари. Реконструкција на градски парк во Пробиштип. Вредноста на проектот е околу 19.500.000 денари. Доуредување на Лесново како туристички локалитет. Вредноста на проектот е околу 3.500.000 денари. Веднаш започнуваат тендерските постапки за избор на најповолни изведувачи за сите 3 проекти, пошто ќе следи и нивна реализација. 22 милиони денари доби Виница од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. До крајот на годината ќе финишира изградбата на патот Липеца-Сојница, а продолжува владината поддршка и на останатите општински проекти. Патот Липеца-Сојница, чија прва фаза од асфалтирањето беше завршена минатото лето, до крајот на оваа година конечно ќе се заврши целосно. Како што вети премиерот Груевски, владата продолжува со континуирана поддршка на проектите од интерес на жителите на општина Виница. Оваа година успеавме да обезбедиме и дополнителни средства за изградба на преостанатиот дел од патот во должина од 2,2 км. Така што се надевам дека во наредните неколку месеци овој пат ќе биде целосно изграден. Ова е уште едно од нашите ветувања, дадени пред виничани и наскоро и ова ветување ќе биде во целост исполнето. Минатата година беа асфалтирани 2 км и 200 метри, а годинава ќе се доасфалтираат уште останатите 2 км, зашто веќе се одобрени средства од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој во висина од 15 милиони денари. Првиот дел во истата сума го финансираше Европската банка за обнова и развој. Од истата програма е одобрен уште еден проект за Виница во висина од 7 милиони денари за асфалтирање на локален пат во село Лаки. Владата во моментот работи на поставување на јавно осветлување на влезот во Виница од хотел Шагал па се до зоната за мало стопанство. И очекувањата се дека наскоро градот ќе добие урбанизиран изглед со сите атрибути на современо место за живење и престој. Со вакви слични проекти продолжуваме и во иднина. Владата на Република Македонија ќе продолжи со сета поддршка која даваме на општината Виница за сите проекти кои се од интерес на граѓаните, како и со реализација на сите владени проекти кои се од општо добро за целокупниот регион. Соработката со градоначалникот е одлична и така треба да биде. Кога владата има проекти, градоначалникот помага во подготовките. Кога градоначалникот има проекти, владата исто така помага максимално што може. А имаме и заеднички проекти. Инаку при неодамнешниот престој во Виница, премиерот најави изградба и на ново спортско игралиште, како и комплетна реконструкција на основното училиште Гоце Делчев, зашто веќе се одобрени средства од буџетот на Министерството за образование и наука. Да се реши стамбеното прашање е тешка задача, но посебно тешко е за младите брачни двојки, за семејствата со ниски примања и корисници на социјална помош. За помош на овие лица владата изгради станови во неколку градови, меѓу кои и Штип. Заради постојаната потреба од вакви станови, изградбата се планира и во наредниот период. Решавањето на стамбеното прашање е тешка задача за секој, а посебно за социјално ранливите категории. Со реализација на проектот на владата на Република Македонија за изградба на социјални згради се помага токму на овие категории на граѓани. Во почетокот на март 2014 година беше свечено пуштена зградата со социјалните станови. Значи таму се сместија 91 семејство. Значи тоа по различен основ, значи тоа беа самохрани мајки, лица со социјален ризик, социјални ромски семејства, лица со инвалидитет
Значи тие беа категории по кои беа доделени становите, значи имаше јавен оглас, по него се јавија повеќе околу 160 кандидати, беа избрани 91. Значи ќе требаше уште една зграда минимум за да се задоволат сите во тој момент. Инаку комуницираме со луѓето, секако тоа се наши станари со кои имаме договори и постојано сме во перманентна комуникација. Значи ние се грижиме за одржување на зградата, за наплата на киријата, така да сме во една перманентна комуникација. Убаво е што државата успеа да згрижи 91 семејство. Добитниците на социјалните станови задоволни од реализацијата. Лимонка Николова, самохрана мајка од Штип, вели дека е социјален случај од пред многу години. 7 години имам живеано под кирија со двете деца. Како? И сама сум се грижила за нив, се сама. А сега е многу по-добро кој имаш покрив над главата. За разлика кој сум била под кирија. Јас сум социјален случај пред многу години. Самохрана мајка на две деца. За разлика од претходно, сега е многу по-добро. Документи спремање, брзо се направи зградата, брзо ги доделија. Од страна на владата се е окей. Во Кочани започнаа подготвителните активности за изградбата на станови наменети за лица со социјален ризик и други ранливи категории. Ке бидат изградени 43 стана со површина од 35 и 45 метри квадратни, кои ќе бидат наменети за социјално загрозените семејства. Најавено е дека ќе се градат социјални станови во Пробиштип и Свети Николе. Деновиве Виница ја објави и стави на увид нацрт верзијата на новиот стратешки документ за борба со климатските промени. Виница е меѓу првите општини која ги дефинира мерките со кои треба да се заштити населението од влијанието на климатските промени. Општина Виница до 2025 година треба да стане еколошка и енергетски ефикасна општина со рационално управување на водните и шумски ресурси, со развиен бањски спа-туризам и производство на здрава храна како предуслов за квалитетен живот. Ова е главната визија во изработката на стратегијата за климатски промени. Општината во наредните 10 години има поставено 68 приоритетни мерки со кои треба да го редуцира влијанието на климатските промени врз секојдневното живење на жителите. 786 жители на Виница и Стибања и околните населени места учествуваа во креирањето на стратегијата, чија нацрт верзија беше презентирана денес од страна на координаторот Олга Стојменова, а присутните имаа можност да го проследат и извештајот за стратегиската оценка на влијание врз животната средина, кој го презентираше Александра Каракашова. Овој стратешки документ треба да дава насоки во реализацијата на сите итни активности на локалната самоуправа. Пред повеќе од година дена ние почнавме изработката на оваа стратегија, токму овде беше првиот состанок и мислам дека во вистинско време донесуваме на оваква стратегија, бидејќи сме сведоци на климатските промени кои што веќе се случуваат и во нашата општина. Сведоци сме дека зимото имавме екстремно ниски температури, потоа обилни врнежи од дожд, поплави и на крај сега летото не затекна една суша, значи од крајност во крајност. Преку оваа стратегија ќе имаме можност да аплицираме на проекти. Ова година ќе ви кажам дека Македонија негде се случи да имаше 3 до 4 топлотни бранови. Што тоа се директна последица од климатските промени. Таквите топлотни бранови знаеме како се одвиваат негативно на здравјето пред се на луѓето, на екосистемите, на животните, па и на живиот свет. Други работи кои што се случуваат, да речеме, имавме умерени топли зими, кои што нема веќе доволни количини на снег, со тоа што се ограничуваат количините на достап на вода за пиење. Нацрт верзијата од вчера е ставена на увид на јавноста, објавена е на официјалната веб страна на општината. Граѓаните по мејл може да ги достават своите забелешки, сугестии и предлози, а конечната верзија на документот ќе биде официјализирана со гласовите од Советот. Инаку секоја работна група ќе има за задача да достави по еден проект во својата област, од кој понатаму УСАИД како главен финансиер ќе го подржи и избере најдобриот, кој треба да се реализира од страна на општината. Инаку за изработка на овој документ беше користена методологијата на Зелена агенда, а спроведувач на сите активности е Милио Контакт.
Студиската 2015-2016 годинава ќе започне без студентски дом во Штип, покрај трошоците за запишување на студентите кои се образуваат надвор од местото на живење. Голем проблем им представува и сместувањето за време на своето студирање. Раководството на Штипскиот универзитет со став дека изградбата на студентски дом е еден од приоритетите на универзитетот Гоце Делчев. За непол месец започнува студиската 2015-2016 година на факултетите во државава. Покрај трошоците за запишување на избраниот факултет, студентите мака мачат и со сместувањето за време на своето студирање. Штип како универзитетски град се уште нема студентски дом, кој треба да се гради кај поранешниот диспансер во населбата 8 ноември. За изградбата на студентски дом во Штип има проект, но не и пари за негова изградба. Раководството на Штипскиот универзитет со став дека тоа е еден од приоритетите на универзитетот кој доправа заеднички ќе го решаваат. Универзитетот чини максимум напори колку може, меѓутоа осместувањето на универзитетите е еден комплексен, не би сакала да кажам проблем, меѓутоа едно комплексно прашање. Тоа е една равенка со повеќе непознати која што веројатно ќе треба да ја решиме заеднички сите. Во меѓувреме започна пријавувањето за сместување во студентските домови во државата. Според конкурсот, студентите кои студираат на Штипскиот универзитет можат да конкурираат во 4 студентски домови, од кои 2 се приватни, а капацитетот на сите 4 ни оддалеку не ја задоволува бројката на студенти чие место на живење им оддалечено од Штип. Од вкупниот број на расположливи места во студентските домови, 20% се обезбедуваат за студенти кои за прв пат ќе бидат запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи. Право на прием имаат редовни студенти кои се школуваат надвор од своето место на живење. Студентите можат да конкурираат само за еден студентски дом, а пријавувањето се врши електронски. Турската полиција уапсила 435 мигранти, најголем дел од Сирија, кои патувале до грчкиот остров Лесбос. Приведени се тројца турски државјани кои се сомничат за пренесувањето на мигрантите кои ќе бидат изнесени пред суд. По турските закони за криумчарење на луѓе може да се добијат и до 8 години затворска казна. Помеѓу уапсените мигранти има мажи, жени и деца, главно од Сирија, но има и такви со потекло од Авганистан и Пакистан. Најмалку едно лице загина во експлозија вчера во хемиска фабрика во источната кинеска провинција Шандон, а повредени се 9 лица. Експлозијата се случила во 20 часот и 40 минути по локално време. Хемиската фабрика во која се случила несреќата годишно произведувала до 300.000 тони отровно цианидно соединение. Пожарот во фабриката е изгаснат, а според водотоците на локалните власти во зоната на несреќата нема опасност од загадување со опасни хемиски супстанции. Најмалку 31 германски полицајци се повредени во синокешните протести во Хајденау, Германија, во судири за време на десничарски протест против азилантите. Полицијата употребила солзовец и спреј за справување со групата демонстранти, при што се уапсени поголем дел од учесниците на протестот. Надлежните служби во Саксонија прават напори за време на викендот одреден број имигранти да сместат во напуштена хала во Хајденау, поради што може да се очекуваат нови судири со десничарите и противниците на бегалската политика на земјата. Денес се одиграа надпреварите од третото коло во првата македонска фудбалска лига. Штипска Брегалница на домашен терен загуби од Шкупи со резултат 1:2. Шкупи направи изненадување и го освои Штип, совладувајќи ја по долго време Брегалница. Што се однесува до останатите одиграни надпревари, Вардар и Шкендија на денешните мечеви од третото коло остварија победа, со тоа што фудбалерите на Вардар со 6 погодоци ја зацврстија победата против екипата на Младост Царев двор, а Шкендија со резултат од 0:3 го совлада Металург на стадионот Борис Трајковски. Во Турново екипите на Хоризонт и Силекс одигра без голови и си поделија по 1 бод. Мечот меѓу Ренова и Работнички од ова трето коло е одложен за друг термин поради обврските на Работнички во плейоф колото од Лигата на Европа. Брегалница во среда ќе гостува кај Шкендија во вонредното четврто коло, за да на следниот меч од петото коло фудбалерите на Брегалница се преселат на стадионот во Кочани поради реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Со
Со нови информации од регионот и од светот гледајте не утре. Останете со програмата на Канал Плюс.